До доцни часови тие сношти имаа прилика да го средуваат целиот амбиент за прв пат во Скопје, да имате прилика сите вие од денес па се до 5 септември да уживате во Open Air Cinema или преведено на македонски кино на отворено под звездите на руфтоп. Прв пат во Скопје Сити Мол имате прилика вистински да уживате баш летото да биде во една пулсирачка магија, да си уживате во било кој период, ево овие календарски денови, 2 месеци кои што се пред нас, да уживате со најголемите филмски блокбастери. Вечерва, некаде во 19 часот со интерактивни содржини, како што секој пат знаат, со некој свој коктел представување, за особено дечињата да бидат нели во потрага по уживањето и смејата, да вистински имате прилика кога ќе влезете всушност и пред официјално да влезете во светот на филмот, да имате некакви интерактивни содржини и некаде чинам нека 21 часот, Дамјан повеќе ќе ни каже за тоа, да имате прилика вечерва со Интерстелар, уште еден филм кој што беше успешен во светските киносали и успешно имаше заработка во киноблагајните. Некои велат дека сепак ова се филмови кои што ве потикнуваат на размислување за црните дупки и универзумот. Некои кои сакаат пака по, како велиме, лимунатка филмови. Тоа може да си го сторите секако следниот Барби, па потоа Топ Ган Маверик и така натаму. Лето под отворено небо ќе биде вистински уживање. Со оглед на високите температури и со оглед на топлите ноќи, да, ова ќе биде вистински начин како да избегнете да го избегнете тој топол дел, да речам, и да појдете на едно вакво уживање каде што ќе ви пирка ветре, ќе можете да буквално уживате гледајќи го вашиот омилен филм, она што Марко го напомена, Под отворено небо или Под милион звезди. Веројатно ќе биде уживањето загарантирано, но за сето тоа ќе ни раскаже и Дамјан во моментов, на кого му велиме и добро утро. Дамјан, добро утро. Добро утро, дали се слушаме? Одлично се слушаме и ти благодариме што утрово, како што ми кажа ти сношти, сте заглавиле на работа за да може да го адаптирате просторот за сите оние кои што ќе бидат посетители на руфтопот, односно за ова отворено кино, ќе имате прилика вистина да имате полни раце работа, ама сето тоа да ужива секој еден кој што ќе ја посети можеби Скопје, Македонија, ама и за нашите сограѓани. Прво уште еднаш ти благодариме што во 7 часот го нави алармот за да бидеш денеска на Телма телевизија и еве да си направиме некој кус разговори и со тебе, како обично започнува денот на семејството Корубин и во колку часот вообичаено станувате и кога вам ви е вообичаено алармот вклучен? Прво фала за ова самата покана. Вчера до 1 час наутро кога работевме све, а летното кино е нешто случува прв пат кога се кај нас, вака мислам во овој си калибар. И вака стварно беше еден голем предизвик ова се да се спреми и како проект и организација се. Но да се вратам на самото прашање, значи кај нас дома од сабале кога ќе се стане, одма се знае. Значи доручек, целен сок, овоше све, ако малку правиме фитнес и веќе од 8 сат одиме ако се во граденка, па на работа. Да, долги години си дел од маркетинг секторот и во би рекол ова убаво јадро во Скопје и се надевам дека се обидувате некако да ги адаптирате и твоите можеби содржини секако на сопругата, секако и во релација со нели најмладите во семејството, меѓутоа верувам дека интересно е тоа што се велиме дека како и се познаваме долги години, дека и телевизијата некако си еволуира последниве години, верувам дека и маркетинг секторот еволуира за да можете некако сето некако закуска добра да им понудите на сите посетители. Верувам дека и ова е дел од можеби убавата стратегија за летово да вистински се ужива можеби под отворено небо со одлични филмски блокбастери. Точно така, да, ние сепак сме се уште број еден мол, иако се отворија нели околу нови одрговски центри. Овој проект е веќе стар, би рекол јас 3 години, значи 2023, 2024, еве дори 2025 се ќе се реализира. Значи во позадински сме со партнери заедно со Cineplex и за секој филм имаме права барања, значи одобрувања, така да реално не е значи ситна работа. Јас се надам дека на секој оној кој што сака да гледа филм, посебно кога се под звездите, ова ќе биде стварно добро, значи искуство и така да што ги поканувам сите секоја среда, петок, сабота да се во Скопје Сити Мол, значи мислам на околу руфтоп, оти сепак ова ќе биде мислам дека едно супер настанче што ќе биде стварно, значи уникатно за околу нас како и за околу вас.
и дека ќе испишеме еден вид на историја тука заедно со сите вас. Прекрасно, додека ти говориш, веќе одат оние филмски блокбастери кои што ќе бидат прикажани, вклучувајќи го и Интерстелар, уште едно филмско освежување од минатото, а тука се секако Барби и Топ Ган, кој што има и голем успех во киноблагањата широм светот. Спомена дека и за овој концепт на отворено кино, каде што треба да се потсетиме на некои големи филмски блокбастери, барате дозвола од кинодистрибутерите, Дамјан, ако добро разбравме? Па се разбира, да. Значи, за секој филм посебно, значи, ова зависи кој филм, која банка е, банка од вака филмови, и тоа се бара, тоа е еден долг процес кој што до сега траеше минимум 8 месеца. И ако дури сега некако се собра целата листа. Од еднеле ке самите продуценти има продажба на вако права, кој го пак застапува, така да и тоа е еден долг процес. И јас мислам дека успеавме да составиме на добра листа на вако филмови која што ќе ви се допадне на сите. Така да, почнувајќи од вечерва, во текот на целото лето ќе имаме можност сите ние да уживаме под отворено небо. Дамјан, тоа од прилика така некако би изгледале ноките во Скопје наредниот период, ама јас сега ќе те навратам на утрата и како вообичаено ти започнуваат, тоа пред малку ни откри. Јас си пијам кафе, кога ти го конзумираш твоето прво утринско кафе и дали воопшто си љубител на кафе? Кафе не пијам, пијам црвен сок. Браво, во тимот на Марко си. Во тимот мој си, Дамјан. Никогаш не си пиел кафе, никогаш не си бил по кафето? Никогаш не сум бил, не. Добро. Мислам, самата култура ми е многу интересна се на кафе, ама некако вкусот не ми е толку. Одиме на кафе, ама пиеме нешто друго, така? Јас мислам дека кога треба да се бара одговор, ќе си го пуштите Дамјан кој Рубин и ќе ви го даде одговор. Зошто не го пиеме кафето? Не, сериозно има, да, вистина многу луѓе кои што се откажуваат од кофеинот и така натаму, особено нели знае да создава и треморка и многумина. Меѓутоа добро што имаше ти некои други навики. Како вообичаено започна утрото во кај семејството Корубин? Сега имате природен аларм, така што веројатно раните утре не се нешто невообичаено. Да, мојата ќерка е тука, значи она не е скрос аларм, станува 6:30, значи најчесто да спие заедно со околу нас, ќе ме коцне или ќе се фрли околу на камена, така да тоа е мојот аларм. Тоа е твоето будење, најубаво на свет. Дамјан, каде летово ќе ги поминете, можеби деновите од одморот веќе испланиравте? Веќе бевме, се гледај по тоа дека сум пострнет, ова ми е дел од Хрватска, значи што бевме, и дел ми е од руфтопот, значи на вакусичење. Од вчерашното Да, мора. Овие два дена бев по 12 сата, така да за тоа сум вака пострнет. Да, морам да споменам на сите оние кои што можеби не гледаат во моментот на Телма, додека комуницираме во текот на вчерашниот ден со целата екипа да го адаптирате на ова кино на отворено, ти ми спомена дека сте имале прилика малку повеќе витамин Д и да се исончате на руфтопот со оглед на тоа дека за цело лето веќе витамин Д, мислам дека. Да, инаку може да откриеме како ќе изгледа тоа кино на отворено за многумина? Значи вака се ако купуваат карти преку сајтот што е на Cineplex, се влегува од самиот трговски на самиот руфтоп. Пред секој филм ќе имаме некој вид на фан зон, значи тоа е ова зона кај што ќе имаме храна, пијалци, коктели, мислам вако фотобутови, значи се што треба да се доживее самиот филм што поинтересно. Самата фан зона е отприлика од 19 и вако 30, пред секоја си проекција и вако после тоа се вако влегува. Другиот дел што е на сала под звездите, така да се каже. Го гледаме Скопје лево десно, значи тука ни е вако пак месечината и ќе биде стварно значи супер, и имаме едно платно што бе дека е прилично импресивно, така да целиот мислам експириенс на некоја се околу ниво што мислам дека во Скопје доколку сега не било во однос на значи вако филмови. Така да треба да се дојде, треба да се види, треба да се искуси. Да, Дамјан, дали си имал можеби вакво слично доживеано ти лично искуство во некој друг град или метропола, па ова сакаш да го пренесеш и тука во Скопје, заради тоа што велиш ова идеја е одамна, од пред 2-3 години, но еве после долги преговори и работа се реализира конечно. Си имал ли можност кино подотворено во некоја друга држава или град да гледаш? Да, сум бил во Солон, сум бил исто така во Венеција, така да мислам дека човек која шета, гледа, учи. Така е. И вако долку ево можност тоа да го пренесе тука, тоа мислам дека еден добар потек и од мене и од самиот менеджмент што е на Скопје Сити Мол, така да
Супер. Јас се надам дека ќе биде супер. И ви благодариме ние што Скопје го правите да пулсира како една вистинска метропола. Особено во текот на летото. Да, има и многу работи што не уназадуваат некогаш, но ние сме тие кои што треба да ги направиме чекорите напред и да покажеме дека и ние можеме. Креатори сме. Да. Меѓу другото на добрите убави приказни во Скопје. Дамјан, капацитетот колкав ќе биде можеби за посетителите? Знам дека Интерстелар е распродаден, меѓутоа за Барби Топ Ган Маверик веќе се пуштени исто така во продажба билетите. Она што вчера се сподели на голема чест и задоволство, тоа го споделив и на радио. Еве сега и телевизиски може да кажеме дека The Devil Wears Prada или Ѓаволот носи Прада официјално е во продукција, така што за сите оние кои што го очекуваме продолжението по 20 години, каде што Мерил Стрип, Ен Хетуеј и Емили Блант ќе ги портретираат повторно оние улоги од пред 20 години на Ѓаволот носи Прада. Исто така ова филмска блокбастерска екипа се враќа на платното на Open Air Cinema во Скопје Сити Мол. Ако не се лажам, кажеш премиерата ќе биде таму? Како и секој пат, мислам дека точно во мај. Не. Ќе се случи, читам дека мај следната 2026, меѓутоа на 11 јули ќе имаат прилика Ѓаволот носи Прада да го гледаат токму на киното на отворено. Ева тоа беше мобата. Значи сепак ќе биде. Да, сепак значи биравме една листа на филмови која што самата публика ги го сака и реално покрај сестра како блокбастер ќе имаме и во македонски филмови. И македонски така. Да, ние сме вако патриоти, сакаме тоа све да се запази, сепак самите побарувања за вако филмови што се од кај нас, значи домашни, се стварно големи и голем дел тоа што ме изненади од моите генерации не ги знаат тие вако филмови. И ова ќе биде прилика за да се запознаат со нив. Може да напоменеме некои од македонските кои што ќе бидат прикажани? Па ќе имаме тетовирање, трето полувреме, до Балчак, пред дождот, така да баш ќе биде добро. Супер. И капацитетот прилика колкав ќе биде, бидејќи знаеме дека има 300 седишта. 300 седишта. 300 ексклузивни седишта за ова отворено кино. Значи тоа ќе се подели на 3 вако категории, значи имаме lazy бекови, beach chairs и имаме love seats. Така да. Прекрасно. За секоја категорија по нешто. За секоја категорија. Точно така. Супер, Дамјан, фала ти многу за овие денес започнува, не заборавајте, веќе биде тука секој утринска антилма, секој пак како во соработка повеќе од 10 години со нашето кино да имате прилика можеби да наградиме некој од вас. Дамјан, пред се ќе ти заблагодариме што неколку часа си спиена, сепак успеа да го имаш алармот заедно со нас и ти благодариме за искуството. Задоволство е мое.